Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Со историски најголемата донација која е влегла во општината, Делчево почнува нов капитален проект. Донацијата е од 7,3 милиони евра од швајцарската амбасада и се решава проблемот со водоснабдувањето во Делчево преку нова филтер станица и водоснабдителен систем. Градоначалникот Горан Трајковски вели дека интенција е овој проект во наредните 2 години да донесе нов, а тоа е изградба на прочистителна станица на отпадните води, што сега завршуваат директно во реката Брегалница. Ово е во историјата на Делчево најголемиот проект. И јас искрено се гордеам со тој проект затоа што со подршка на сите делчевчани ќе го направиме овој проект, ќе го изградиме и не само за нас, него за 50 до 70 генерации после нас, за да немаат недостаток од вода, за да имаат чиста квалитетна вода за пиење. Филтер станицата ќе се гради по најсовремени стандарди, се вршевме во изминатите 3,5 години секакви физибилити студии за да можеме да го изнајдеме најдоброто решение за прочистување на водата од акумулацијата лошана, така да ќе биде изградена нова филтер станица, реков со најмодерни филтри за прочистување, ќе поставиме фотоволтаици на самото место каде што се наоѓа филтер станицата, тоа е близу до село Работивиште, за да овие обновливи извори на енергија придонесат за трошењето на електрична енергија на самата филтер станица, за да не доаѓаме во ситуација дека мора да ја зголемуваме цената на чинење на водата. Исто така ќе се гради прекидна комора, ќе се сменат сите воздушни вентили на потегот од 10 км од Работивиште до Делчево, ќе се изградат резервари овде во Делчево на Чуката, ќе се рехабилитира резерварот во село Звегор, ќе се стават нови пумпи на бунарите во Делчево, за да доколку има недостаток од вештачката акумулација лошана, се користи подземната вода, така да комплетно имаме нов систем и со донацијата од Швајцарија, но и со 1,3 милиони донација од нашата влада, која што имаше чувство, имаше сен за овој проблем на делчевчани, за да може трајно да го решиме во иднина. Во склоп на ова и ќе се гради комплетно нова водоводна мрежа во селото Габрово и селото Звегор, а секако дека сите села на тој потек од Работивиште до Делчево и вклучително и градот Делчево ќе бидат приклучени на тој систем и реков проблемот за доволни количини на вода, за чиста вода за пиење ќе ја имаме со генерации и генерации напред. Оваа инвестиција заедно со таа за изградбата на градскиот пазар ќе ги обележат следните години. Делчевчани, како што очекува Трајковски, ќе добијат објекти кои самите ги иницирале преку форумите на заедницата, како форма за идентификување на граѓанските потреби. Овој проект кој што го реализираме со завршена финансиска конструкција, ова е многу битно, бидејќи за проектот за кој што е завршена финансиската конструкција, заокружена, е сигурно дека ќе биде изграден до крај. Проектот чини 33,5 милиони денари и го градиме во 2 фази. Првата фаза треба да заврши сега во август. Во првата фаза чини 14,9 милиони денари, 7 милиони денари имаме од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој, 7,9 милиони денари имаме и сопствена инвестиција од буџетот на општина Делчево. Втората фаза за реализација комплетна на градскиот пазар е 18,5 милиони денари, од кои што 14 милиони денари се обезбедени од Бирото за рамномерен регионален развој и 4,5 милиони денари повторно сопствено учество од буџетот на општина Делчево. Купната вредност, реков, е 33,5 милиони денари. Со тоа ќе добиеме еден грандиозен објект кој што ќе биде покриен, кој што ќе ги овозможи сите хасап услови за хигиенско продавање на зеленчукот и овошјето и објект кој што исто така ќе го краси нашиот град. За реализација на овој проект покрај пешачкиот мост што го спомнав, исто така во овој период ќе изградиме улица, ќе има доволно паркинг простори, целиот објект е од скоро 12.000 метри квадратни, градежната парцела на самиот градски пазар е 6.944 метри квадратни и граѓаните на Делчево но ќе добијат современ градски и модерен зелен пазар, но овој проект исто така има од големо и регионално значење, затоа што овде доаѓаат продавачи на земјоделски производи и од околните градови, за да и тие го надополнат својот семеен буџет. Овој инвестициски циклус во општината е всушност продолжение на првиот проект во мандатот на Трајковски, а тоа е изградбата на пешачкиот мост вреден 11 милиони денари.
која е врската меѓу еден дел од градот со поважните институции, каде граѓаните имаат секојдневни потреби. Со легализацијата за градот остана обврската за изградба на инфраструктурата во една од поголемите населби, населбата Басарица, која деновиве добива нов лик. Се инвестираше во водоводен и канализацијски систем, а се работи и на асфалтирање на улиците. Басарица, приградската населба, сето тоа што го инвестиравме таму, исто така припаѓа во капиталните проекти кои што ги реализиравме, затоа што тоа е населба која што повеќе од 25 години урбанизирана, но таму ги немаше основните услови за живот, односно таму градевме фекална канализација, градевме атмосферска канализација, водоводи и ги изградивме скоро сите улици со тротоари од двете страни, така да Басарица доби еден современ, модерен лик, едно убаво место за живење во Делчево. Инвестицијата во населба Басарица е 18 милиони денари. Исто така, тоа е инвестиција од централната власт во преку Агенцијата за финанска поддршка на земјоделието и руралниот развој и мерките што ги имаат тие. На тој потек се изгради и 2 километра фекална канализација од населба Басарица до село Полето по мерката 3.2, исто од Агенцијата за финанска поддршка на земјоделието и руралниот развој во висина од 7,5 милиони денари. Паралелно со инвестициите во населените места, во градот Делчево се реши уште еден децениски проблем, а тоа е одделување на фекалната од атмосферската канализација во населбата Милково Бредо. Од проектот на Светска банка Македонија без кал за Делчево се издвоени 790.000 евра, со кои ќе се градат локални патишта и неколку улици во градот. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk